Почитувани сограѓани, почитувани гости, ја имам честа да го отворам оваа литературно-историско и, ако сакате, животно дружење, организирано од нашето граѓанско здружение Антички македонци. Повод за оваа наше дружење се пред се почитуваните гости, господинот Васил Илов, по професија архитект, инаку директор на Заводот за заштита на културно-историски споменици на град Скопје и по вокација пасиониран научен проучувач на древната македонска историја, култура и писменост. Исти релации екзистира, работи и твори и вториот наш гостин, професор доктор Ташко Белчев, чија нова книга Македонија, центар на современата теогенија, е најдиректен повод за нашето собирање и дружење денес. Пред да им дадам збор на почитуваните гости, да ве запознам со неколку факти за постоењето на нашето здружение. Формирано е на 13.6.1993 од неколку ентузијасти кои веруваа во подруги факти за нашето македонско екзистирање и постоење на овие простори. Работиме и твориме во Богданци, но нашите членови ги има низ цела Македонија и во прекуморските земји, како и во земјите во Европа. Само да ве подсетам на една мисла која е водилка на нашето здружение. Народ без минато нема ниту иднина. А нашето минато е пребогато и прастаро, постаро од многу истории и минато на сите оние што тврдат дека нашето стебло е со крвев корен што мал ветар може да го урне. Затоа и ги поздравуваме денешните гости и со восхит им се заблагодаруваме за зракот на сонцето што го носат во оваа наша зачмаена средина, со надеж дека нашите дружења со оваа презентација на споменатата книга нема да завршат, тук ќе продолжат и најпосле светот ќе свати кој се кити со туги перја и кој на кого му краде историјата. Пред да им дадам збор, една мала благодарност на докторот Белчев од нашиот председател Тоди Такашман. И од моje име за друштвото примете ги третата и четвртата книга. Така, за првата и втората ќе видиме, бидејќи тие одамна беа издадени. Ги имате, браво. Како прв наш соговорник, тој е, го повикувам се разбира, господинот Васил Илов, да ја промовира као промотер книгата, новата книга на господинот доктор професор Ташко Белчев. Почитувани дами и господа, драги пријатели, членови на Сдруженијето Антички македонци, ми припадна таа чест да се најдам денес како промотор на книгата на почитуваниот професор господин Белчев. Четвртата книга од четиритомникот 4000 години македонска цивилизација, писменост и култура, насловена Македонија, центар на современата теогонија, е издадена во текот на 1996 година во рамките на библиотеката Феникс на издавачот Профа Компани од Скопје, а автор на оваа извонредна книга е еден од најпознатите македонски слависти, венетологот професор доктор Ташко Белчев, кој исклучително со проверени научни методи, користејќи компаративната лингвистика и општоземена лингвистиката, особено етимологијата на ономастиката, орономијата, хидронимијата, нисонимијата, полинимијата, топонимијата и така натаму, како и користејќи предисториската археологија, митологијата, теогонијата, филологијата, историјата, етнологијата, историјата на уметноста и така натаму, се обидува на аргументиран начин да проанализира и објасни етногенезата на македонскиот народ и генеалогијата на македонскиот политеизам и монотеизам, посочувајќи Македонија како центар на венетската цивилизација на Балканот и пошироко и наведувајќи Македонија како центар на современата теогонија.
древномакедонската цивилизација, која своите корења ги пројавува најмалку околу 7000 години пред наша ера, тоест од крајот на мезолитот и почетокот на неолитот, со сета своја сложена содржина и форма, го инспирира авторот да го искористи целокупниот свој умствен и научен потенцијал и со силата на аргументите да ги демистифицира досегашните псевдонаучни знаења во наводници за наводната древногрчка историја, јазик, писменост, митологија и култура и да даде јасен одговор на прашањата што е и која е македонската теогонија, каде се корењето на политеизмот и монотеизмот. А професор доктор Ташко Белчев сето тоа го прави многу суптилно, со аналитичко-синтетички пристап, со бескомпромисно побивање на многубројни невистини, заблуди или необјаснети прашања, кои се наталожиле во науката како од страна на домашни, така и од странски псевдонаучници или други автори, а во врска со македонската теогонија, на која господин Белчев и прилагја со нови гледишта, користејќи ги до последна ромка сите новини што можеше да ги постигне науката и пред се археологијата, но како што вели тој, не со голата керамика, туку со надписите, не со осовршената уметност во ликот и формата, облеката и оружјето, штитот и копјето, па и шлемот на Атена, не со тризабесот на Посеидон, не со брадата на Уран, Крон, Дзеус и целата таа армија богови и божици, туку со помошта на нивната ономастика и етимологија. Проучувајќи разгранетата цивилизација на нашите прапрататковци и прапрадедовци, тоест на древните македонци, професор доктор Ташко Белчев доаѓа до заклучок дека денеска за минатото на Македонија и македонците повеќе знаат тунгузите и апачите во споредба со нашите во наводници класици и историчари на древноста, па оттука и неговиот оправдан револт за таквата неприфатлива состојба со македонските класичари, со ману и така натаму, изнесувајќи го неговиот јасен став дека на нас ни предстои безмилосно и жестоко војување, ако не за друго, барем да знае светот дека сме имале и имаме богато минато и предисторија со македонски политеизам, древна цивилизација, писменост, историја во сите области на науката. Македонија била и останува епицентар на најдревните збиднувања, на најстарата цивилизација во Европа и пошироко. Поаѓајќи од такво радикално гледиште во својата макотрвна научно-испитувачка дејност во областа на древно-македонскиот јазик, писменост, култура, политеизам и така натаму, господин Белчев смело и ризично нурнува во недрата на вековите и со силата на аргументите систематски го докажува и го белоденува 3000-летниот грабеж што му се случува на македонскиот народ и на македонската цивилизација од страна на хелените, а ние ќе речеме од страна на северносемитските данајци, кои како окупатори дошле некаде во 13 век пред наша ера и со своите агресивни и асимилаторски методи останале на територијата на Македонија до ден денешен. За тој бескрупулозен процес на асимилација сведочи и Иродот или Херодот, кога вели: хелените откако ги асимилирале варварите, а пред се автентичниот атички народ пелазгите, тоест древномакедонските племиња пелазги, лелези и други, тие хелените според Јонецот и